Без да се откриваат имиња, но со веќе позната поделба на ресори, теча законските рокови за формирање на новиот владин кабинет, кој се поизвестно Македонија ќе го добие пред 26 јуни. Кружат информации за бројни истакнати функционери кои би можеле да добијат министерска позиција, но досега ниту едно име не е потврдено од коалициите кои ќе бидат дел од новата влада. Откако мандатарот Христијан Мицкоски во четвртокот го доби овластувањето од председателката Гордана Силјановска-Давкова, полека се приближува рокот за формирање на новата влада. Во калкулациите за тоа кога ќе биде закажана седницата, клучна улога ќе играат двата верски празника – Курбан Бајрам кој е на 16 јуни и Задушница на 21 јуни. Според најавите на Мицкоски, на денот кога го доби мандатот дека набрго од тогаш ќе била составена реформската влада, не се исклучува можноста седницата да се закаже таа седмица помеѓу 16 и 21 јуни. Новата влада ќе има 20 министерства, 4 повеќе од досега. Со 6 од нив ќе раководат кадри од коалицијата Вреди, додека 2 одат во рацете на движењето Знам, остатокот кај ВМРО-ДПМН. Мицкоски во повеќе наврати кажа и вети дека идната влада, која ја нарече реформска, ќе има за цел да ги движи процесите напред, Македонија да се развива, а не да тоне, како што рече, во политичкото мочуриште на меѓуполитички препирки, граѓаните во Македонија да се чувствуваат убаво, да нема граѓани од прв и втор ред, односно сите да бидат еднакви. Клучно преди официјално да заврши составувањето на кабинетот беше да се донесе законот за реорганизација на работата на министерствата, односно да се формираат нови 4 и да се направи прераспределба на некои сектори од една во друга институција. Оваа реорганизација беше изгласана со 88 гласа за во петокот доцна во ноќта. ВМРО-ДПМН за формирање на владата веднаш по изборите започна разговори со коалицијата Вреди и Знам. Поделбата на ресорите е позната, а имињата се уште не се соопштени официјално.